Могу да кажем да су тоа били луѓи, сви кои су били као колонизатори, многу су се поштовали измеѓу себе, многу су се ценили и многу су се помагали, јер кад су дошли на голу ледину која е, јер пази, од 12 година до 20 година ова е била ледина пасиште, за Немачку, за горе. Добро вечер, драги гледачи. Веројатно, јас прв пат се сретнав со Уминдол благодарение на Роза која ме повика и ми прати информација за селото. Не знам колку ви е познато на вас, меѓутоа мене ми остави голем впечаток и неверојатен туристички потенцијал. Роза, многу ти благодарам што си ми вечерва гостинга. Кажи ми нешто за селото и за себе. Како почнавте со тоа идеја да тоа заживее туристички? Пред се, Гордана, ви благодарам што го препознавате потенцијалот и што бевте отворени еве да не промовирате, особено од ваков признаен туристички работник како што сте вие. Накратко, јас, како што ме представивте, сум Роза Трајковиќ, живеам во Уминдол. Првин да кажеме за гледачите кои што не знаат каде се наоѓа Уминдол. Да. Уминдол е кумановско село, кога се оди по стариот пат Куманово Скопје преку Рачиново и многу блиску сме до Скопје, што е најважно, на некои 20 на километри. Зошто вам ви се допадна приказната за селото? Затоа што може би историјата е интересна. Селото постои 100 години, настанато е после Првата светска војна во тогашната краљевина СХС, нели, кога се населувале тие пасивни краишта од тогашната држава краљевина СХС, меѓу другото тогаш настанува и Уминдол. И 21 година дошле првите доселеници од сите краишта на СХС или на Југославија, ајде да речеме. Имало доселеници од Лика, кои што всушност биле и основачите на селото, потоа од Далмација, од Крајна, од Црна Гора, од Централна Србија, Источна Србија, Пирот, Јужна Србија, од Паланечкиот крај и така на некој начин се формирало селото Уминдол, кое што ние денес милуваме да кажеме дека представува Југославија во мало, затоа што освен од Словенија, од сите други краеви на тогашната држава имало доселеници, што му дава еден специфичен шмек и разноликост во културата и во менталитетот на луѓето. Колку успеало да се задржи тоа и до денешно време? Па знаете како, менталитетот кај луѓето успеало да се задржи. Еве да речеме кога ќе дојдат посетители од другите краишта на Македонија, јас се сеќавам кога бев студент, па кога колеги од факултет ќе ми дојдаа на гости и стално ми велеа: "Во ова ваше село некакво посебно чувство имаме, посебен менталитет кој што малку се разликува од другите." Тоа останало во колективната свест на луѓето и покрај тоа што поминале 100 години и подоцна малку и се сменила структурата. А архитектонски имаме една зачувана 100-годишна брвнара која што сигурно подоцна пак ќе ја спомнеме подетално. Тоа се едни од првите доселеници кои што дошле од Лика и со воз ја донеле и таа брвнара ни е главен репрезент на таа архитектура од времето кога настанало селото. Од другите краеви успеале да сочуваат својата архитектура? Па, можам да речам не, затоа што има некои ситни специфики, да речеме луѓето од Паланка кои што дошле дека граделе куќа од таков тип, другите од ваков. Меѓутоа, за жал во 50-тите и 60-тите години доста унифицирани куќи се граделе. Буквално луѓето добивале готови проекти, кога сакале да градат нови куќи, ги граделе на ист начин и тука веќе се губи, да речеме, шмекот на тоа што го носеле од нивните родни краишта. А старите објекти што тогаш
тогаш ги изградиле пред 100 години, веќе се оштетени или и не постојат, срушени се затоа што нели биле градени од земја, од кал и од дрво, знаеме како се градело тогаш. Така што тука и таму може да се најде по нешто ситно, меѓутоа не можеме да речеме дека сите кои што дошле од различни краеви ги зачувале своите белези сосема. Вистинска штета е тоа. Јас прочитав дека и брвнарата не е само таја, него било 20-тина во почетокот. Што се случило со нив? Едноставно се изгубило дека ги имале и... Така, да, сите луѓе што дошле од Лика, 20-тина куќи, сите си донеле своји куќи брвнари и тоа со возови ги транспортирале. Луѓето тогаш во тоа време биле окупирани со екзистенција, не знаеле каков потенцијал тоа ќе има за 50, 60, 70 години. И тие брвнари од дрво биле изградени, дел ги претвориле во штали, дел во помошни објекти, дел потоа биле расформирани и жал ми е да кажам тоа дрво било или изгорено или употребено за нешто друго. Меѓутоа, ете, за среќа имаме едно семејство кое што било верно на својата традиција и кое до ден денес си ја зачувало куќата за да можеме да покажеме и да ја раскажеме приказната. Она што мене ме одушеви е дека урбанистички е решено селото, што е ретко, може би единствено во Македонија. Ја не се сеќавам да сум сретнала некаде такво село урбанистички средено. Од друга страна, навистина не можам да разберам дека државата немала осет да ги сочува сите тие брвнари, да на некој начин таа единствена можност на таква архитектура биде задржана и да денеска биде туристичка атракција, макар да тоа е и со оваа една доволно. Не можам да не кажам свое одушевување дека е едноставно навистина еден голем туристички потенцијал. Колку прочитав, вие како здружение се основавте 2022, така? Така. Со намера да го развиете руралниот туризам. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Така, ние се обидовме да направиме нешто без правен субјект. Немавме здружение, чукнавме на неколку врати, сите ни рекоа не сте правен субјект и тогаш си реков добро, еве од денес ќе бидеме и така настана УМА 100, здружението УМА 100, кое што го добило името по умата, така и Уминдол го добива името по глината ума, а 100 затоа што здружението го формиравме по повод 100 години од настанокот на селото. И еве веќе 3 години постоиме, имавме неколку проекти финансирани, кофинансирани со акцент на туризмот. Едниот проект ги опфати руралните жени во неколкуте села, Уминдол, Ново село, Љубодрак, што гравитираат географски близко едно до друго. Во вториот проект се обидовме младите да ги вклучиме, набавивме одредена опрема, велосипеди за офроуд велосипедизам и тоа беа двата главни, да речам, поголеми проекти за едно ново здружение како што сме ние. Имавме уште неколку ситни кои што беа финансирани од Министерството за земјоделие, тоа беа главно проекти да организираме настани и овие 2 години работиме на локална промоција на Уминдол и Ново село, што функционираат како едно село, за локалните посетители. Имавме голема заинтересираност на луѓето од Скопје, од Куманово, организиравме 2-3 големи настани и веќе можам да речам нескромно дека почнуваме да прераснуваме во еден мал локален бренд. Браво. Колку имате увид како се слуша за Уминдол и како доаѓаат туристи до кај вас? Главно почнавме со пренесување од уста на уста луѓето. Има многу луѓе што живеат во Куманово, во Скопје, некои дури се вратија тука да живеат во селото по пензионирањето, кога веќе се послободни и не ги врзува градот. И сите тие луѓе ги одржуваат врските со двата града, семејства, раселени луѓе и сите имаат желба да се вратат назад. Секој ќе покани пријател, колега, другар, познаник и преку социјалните медиуми денес, нели, преку Facebook ивенти, преку Instagram, лека полека ја зголемуваме публиката и сето тоа го правиме органски, без никакви спонзорирани линкови, затоа што сакаме да дојдат луѓе кои што навистина ги препознаваат нашите вредности и амбиции. На некој начин, доколку има можности и убав е самиот проект, да се заживее тој рурален туризам, потребно е малку повеќе од тоа. Соработката со
туристички агенции, со Агенција за промоција, со Министерство за култура и туризам, како и оди? Знаете како, имавме контакт со одредени туроператори и уште сме во контакт, меѓутоа на таа тема треба да зборуваме и за Македонија како се нуди како дестинација. За жал Македонија е повеќе како транзитна дестинација, повеќето странски туристи доаѓаат во Македонија на оние кружни тури што се низ целиот Балкан и се задржуваат само по неколку дена. И освен Скопје и Охрид, тешко дека ќе успеат да видат нешто друго од Македонија. Тука претпоставувам дека стратегијата на Македонија за развој на туризмот треба целосно да се реобмисли и не само на централно, туку и на локално ниво. Стратегијата за руралниот развој е доста, како да речам, недоволно дефинирана, нема ширина во дефиницијата. Со Агенцијата за промоција на туризмот се уште не сме оствариле никаков контакт. Знаете како, јас имам една стратегија, сакам ние да си изградиме нашата приказна, па потоа ние да им бидеме интересни на другите луѓе да не поканат за соработка, а не ние да одиме и да молиме, затоа што ние сме тоа што сме, таму сме, знаеме што правиме и зошто го правиме, тоа и ќе продолжиме да го правиме. И веројатно ќе се најде некој како што вие ја препознавте приказната и некој друг да ја воочи и да ја препознае. На некој начин денеска социјалните медиуми се доволно добри за да се побуди интерес да некој ве посети. Кажи ми дали имаш такво искуство да ве исконтактирале преку социјалните медиуми да дојдат кај вас? Да, имало луѓе кои што ќе дознаат, ќе видат приказната, ќе слушнат, особено и видеото кое што го прикажавте на почетокот на емисијата, кое што побуди многу интерес кај луѓето и потоа каде и да отидам, каде и да ја спомнам брвнарата, да речеме, сите велат, видовме, ние знаеме, сакаме да дојдеме. Имаше некои училишта кои што беа заинтересирани да ги донесат учениците и ги донесоа. Имаше некои други организирани групи посетители. Децата од нашето локално училиште исто дојдоа и во брвнарата, и во етномузејчето кое што го имаме, за да се запознаат со историјата на своите дедовци и баби практично, да знаат од каде потекнуваат. Има еден тип на туризам кој е растечки, можам да кажам, во светот. Тоа е луѓето сакаат да дојдат и да го одживеат на некој начин во тој период дека се тука вашиот живот. Тоа значи дека би требало да има неколку домови во кои може да прима таков тип на туристи, едноставно да бидат дел од нивната фамилија додека се тие тука. Имате такви услови? Имаме такви услови и работиме на тоа. Тоа е еден голем исчекор кој што треба да го направиме сега. Имаме куќи кои што се полупразни, да речеме, во кои што живе локалното население, кои што се расположени да понудат или да отстапат дел од своите куќи, но исто така имаме и празни куќи во селото кои што така неискористено стојат таму и тие луѓе исто правевме муабет, се обидуваме да ги анимираме, се расположени да ги понудат куќите за сместувачки капацитет, така што верувам дека во догледно време многу наскоро ќе можеме да се пофалиме и со некој минимален туристички капацитет, а имаме и некои други проекти за реконструкција на некои стари објекти во селото кои што се во зародиш и се надевам дека ќе успееме да го истуркаме и тоа за да понудиме нешто плюс. Имате ли место или освен тебе некој кој едноставно ќе биде спона меѓу туристот и селото и тој што ќе комуницира со него? Има. Кога го формирав здруженијето, некако тргнав сама на тој пат од голема желба да го остварам она што веќе долго тлеело во мене. Меѓутоа, потоа се создаде една критична маса на млади луѓе, на средновечни луѓе кои што се ентузијасти, кои што пред се си го сакаат своето село и своите корени и кои што се спремни да помогнат и логистички, и во комуникација, но и да понудат содржина. Таква е приказната со етномузејот, кој што е на приватен имот. Тоа тргна со една ентузијастичка идеја, така спонтано да собереме работи од дворот што се нашло старо и сега лека по лека веќе концептуално го формираме тој музеј и ќе биде интересно за посетителите и уште неколку други луѓе кои што ќе се препознаат, сега да не ги именувам, меѓутоа биле активни и се уште се активно вклучени и ја препознаваат идејата и при тоа им благодарам за поддршката. Имате ли свој специјалитети како понуда да нешто пробаат што е од тој крај?
Па, на почетокот мислев дека немаме. Меѓутоа, од скоро, кого и да прашам дали некој има јадено суви полнети пиперки, посни пиперки, многу луѓе ми рекоа, не знаеме тоа, суви пиперки никогаш не сме полнеле до сега. Така што спонтано свативме дека најверојатно тоа е еден од специјалитетите и јас честопати велам дека тоа е македонското суши. Пиперките кога ќе ги наполните баш така како облик на суши добиваат, така што еве можеме да го издвоиме тоа, а со оглед на тоа дека била мешана културата, па дел од работите малку се измешале и кај нас имаме мешана кујна, можеме да речеме. Видов дека и тука на фотографиите што ги донесов имате гуски. Кој е потенцијалот со нив? Потенцијалот со гуските е голем, тој потенцијал практично треба да се возобнови, затоа што во 50-тите, 60-тите години селото било многу познато по одгледување на гуски. Кој сакал да дојде да си купи гуска за Василица или гускин лој, сите доаѓале во Уминдол. Во Уминдол има една ширинка што ние ја викаме Ледина до ден денес и тука се собирала вода, се навирувала и тука паселе сите гуски од целото село, раскажуваат луѓето како било забавно да се помине и потоа сите јата гуски си знаеле како да си се вратат дома сами по улиците. Жал ми е што не го сведочам тоа време, меѓутоа еве сега вложуваме напор да ги вратиме пак гуските кај нас за да бидат препознатлив белег и има потенцијали за остварување на заработка преку тоа, преку месото, пердувите, лојот од гуски, да. Колку се користи умата како нешто што е производ? За жал се уште не, во време да речам, во старо време, еве од постарите се обидувам да соберам информации, ја користеле за одржување на хигиена. Жените миеле коса, како сапун, ја користеле за перење. И ние кога почнавме да ја градиме приказната за Уминдол, практично одвај влеговме во трага и каде ја ископувале умата, така што сега најдовме каде се ископува умата и во некоја следна скорешна фаза ќе треба да ја ставиме во употреба да пробаме да направиме нешто од неа. Не само тоа е добар сувенир кој може секој да го купи и да пренесе таа приказна. И да ја пренесе приказната, да. Колку сте во смисла на таков тип на презентација ориентирани кон изработка на сувенири кои се специфични за вашиот крај? Гуските ни се еден од потенцијалите, од пердувите планираме да правиме перници, дали тоа ќе бидат рачно везени перници или не, и на времето нели рековме дека дел од луѓето од Војводина се доселиле па ја донеле културата со одгледување гуски, тие имале дуњи, тоа се јоргани наполнети со пердуви од гуски, така што има потенцијал преку гуските, умата е тука да ја искористиме, брвнарата исто така треба да се изработи некаков сувенир и да не ја забораваме и храната како еден од главните сувенири. Сето она што се произведува домашно, спакувано во теглички, во шишенца, дали се тоа ликери, домашни мармалади, джемови, ајвари, и тоа би го понудиле. Има ли тоа едно место каде што може да се купи? На настаните кои што ги организираме, да се навратам на сувенирите, само да не заборавам, Гордана ќе ми простите, и во план сме годинава да пробаме да направиме ракија од дудинка или од црница. Затоа што ако издвоиме некое дрво како символ и заштитно дрво на Уминдол, тоа е дудинката, која што е донесена од север од Војводина и која што можеби сега не во секој, меѓутоа во секој втор двор да влезете ќе најдете дудинка и таа ракија е можна интересна. И луѓето исто така дудинката ја користеле кај нас за одгледување на свилена боба. Да. И таа традиција постоела во Уминдол и тоа е донесено од Војводина. Се одгледувала свилата? Се одгледувала, да. И тоа е една од традициите која што замрела и која што за жал сега многу тешко би можеле да ја вратиме. А за купување... Доволно е еден човек да со тоа се нафати, да тоа го прави и да произведува свила. Така. И тој еден човек пак треба да се обучи, да му се покаже како да се стимулира. А на прашањето ваше каде може да се најдат сите тие производи, главно на настаните што ги организираме, два
до 3 настана годишно организираме. Минатата година 24-та имавме еден пролетен настан што го крстивме пикник на село, се одржа на Цветници и тука ги покануваме сите жители на Уминдол, Ново село, на Љубодраг да го донесат тоа што го спремиле за продажба и што им е вишок и покрај тоа подготвуваат и од локалната храна, дали се тоа пити, сармички, правевме риблја чорба сега за Цветници, нели? И главниот настан не е есенскиот настан, кога ќе се соберат вишоците и сето тоа ќе се преработи. Есенско пазарче што 2 години поред го одржуваме и што годинава, тоест 24-та, дојде лани практично, беше масовно посетен. Тука правиме чистка. Сето она што останало и што е вишок го нудиме на посетителите. Меѓу фотографиите што ги донесов и информациите кои ги пребарував за вас, доста сте познати и по спортот. Точно, да, или сме биле познати, за жал, ако можам така да речам. Да, во Уминдол на времето одбојка многу се играла, имало одбојкарски клуб и познатиот фудбалски клуб Слога, кој што всушност дал еден репрезентативец од нашите две села, тоа е Саша Кирич за љубителите на фудбалот во 90-тите години, веројатно ќе се сетат. И ден денес постои фудбалскиот клуб, меѓутоа со, како да речам, оскудна инфраструктура сега. Веќе нема услови за да играат во трета лига, но да се надеваме дека можеби ќе се Да, сменат меѓутоа може да времењата. се спортски манифестации направат, Так. кои ќе гостуваат клубови, едноставно Така. да се заживее на некој начин и тој спортски потенцијал. Така. Еве со одбојката имавме таков обид, набавивме мрежа, па се игра одбојка на трева и малку фали за младите да се поттикнат да се вратат на вистинскиот пат, да речеме. Колку младите се задржуваат во селото? Солидно, јас би рекла, солидно, затоа што Уминдол и Ново село се активни села со одлична местоположба. Ние сме на 10 километри од Куманово, на 20 од автопатот, на 25 од главниот меѓународен аеродром, што не прави доста поволни и денес, како што сите имаат автомобили, си патуваат редовно луѓето, работат во Куманово, во Скопје и не е никаков проблем. Дел од младите кои што заминуваат на печалба при времено во странство, не заминуваат трајно, пак се враќаат тука, ги вложуваат парите што ги заработиле, градат куќи, обновуваат, основаат семејства, така што би рекле дека сме задоволни, немаме некој масивен одлив на млади луѓе. Не направивме муабет на инфраструктурата. Мислам дека е тоа болна точка. Така? Инфраструктурата е болна точка на сите села во Кумановската општина и некако изгубив надеж дека тоа некогаш може да се реши. За жал, немаме водоводен систем, немаме канализација, патната инфраструктура, само тоа е солидно решено, со се друго кубуриме, меѓутоа тоа се веќе, како да речам, посериозни проекти на кои што мало здружение како што сме ние не може многу да влијае. Во почетокот, кога е основано и кога е така урбанистички решено, верував, имав мислење дека тие проблеми се решени од старт и на вистина не ми е јасно зошто е тоа така, бидејќи колку прочитав, секој добил по 2500 квадрата плац, кој е ограден, кој е сето тоа, во главном имаат бунари, а немаат можност за нешто повеќе од тоа. Може би е тоа на некој начин и нешто што е специфично, да речеме, пак за типот на туризам, кој меѓутоа современиот турист сака да се избања, сака да има услови за веце, за сето тоа, и тука ќе имате голем проблем околу можноста за развивање на туризам. Така, свесни сме за ограничувањата, меѓутоа, да, мора да тргнеме од почетната точка која што имаме сега, па да видиме понатаму растот, какви други барања и услови ќе наметне со текот на времето. Дали имате можност на оние што се посетители, дали од Македонија или странци, не знам колку имате странци, да има некој анкетен лист по кој ќе добиете информација што не бендисуваат и на што треба да обрнете внимание? Тоа ви е добра идеја и можеме малку поинаку да го формулираме. Конкретно за дестинацијата немаме, меѓутоа имавме книга на впечатоци за настаните што ги правиме. И во таа книга на впечатоци можете да прочитате и позитивни и негативни впечатоци, така што тоа на некој начин ни дава фидбек и коментарите на луѓето. Куќата на етно куќата на Брнарата, на некој начин треба исто да има
некоја книга на Книга на впечатоци. впечатоци, да. Главно луѓето кои што доаѓаат од Скопје по стариот пат имаат замерки за ѓубриштето кое што се наоѓа покрај улиците, покрај главниот пат и диви депони. Меѓутоа тоа е рак рана на цела Македонија, не е само на нашата дестинација и тоа е што е. На некој начин не сум свесна желбата да дојдам да го посетам, тоа веројатно ќе го направам во најскоро време, е на кого да му се јавиш, дали има човек кој ќе те пречека да те прошета, да ти ја каже таа приказна или самиот се снаоѓаш во сето тоа да добиеш некој впечаток за умендо. Сега со модерните технологии на Google Maps штом ќе отворите, ќе видите Rural UMA 100 здруженијето, нели ќе го најдете, има контакт таму, можете слободно да се јавите и потоа ние се организираме. Ако не сум достапна јас, ќе биде достапен некој друг од моите соработници, така што во принцип сме отворени за најавени посети. А и не најавено, мислам, тоа е убавината на спонтаниот туризам, знаете, ќе дојдете па можеби една работа нема да биде достапна, меѓутоа ќе ви се отворат 5 други работи. Кога веќе спомнавте тоа да биде, нели, туристите сакаат спонтано малку да доживеат, да не биде сценарио, туку да ја осетите дестинацијата во својот природен ритам како живее. Можеби сте во право, меѓутоа туризмот не е само информација и пропаганда, него и бизнис. И бизнис. Колку вие од тоа имате на вистина бизнис и колку имате ќар од сето тоа? Па, се уште сме на почетокот и се уште го работиме со многу љубов и ентузијазам и луѓето таму се задоволни и со малку, така што и тоа малку што го остваруваме ги прави луѓето среќни. Затоа што се уште мотивот е и како нова дестинација да се промовираме и да се дружиме и жените од тие селски средини да имаат некаква забава, нешто да се случува во нивниот живот, меѓутоа се согласувам со вас дека тоа треба да биде бизнис и да се изработи солиден бизнис модел. Сега Сдруженијето нема никаков профит од тоа, сите настани што ги организираме, сета продажба завршува кај луѓето кои што учествуваат и се надевам дека ќе се зголемува кога ќе имаме почести посети најавени групи, дека и нели заработката ќе расте. Само да споредам есенското пазарче кој што го спомнавме како главен бренд, 23-та година прв пат го организиравме, 24-та втор пат. Разлика од една година успеавме да направиме дупло обрт од 23-та до 24-та, што значи дека има потенцијал за раст. Дека има потенцијал. Да. Основната работа е да има профит, бидејќи ако има профит и секој од нив што ќе прими гости има ќар од тоа, ќе соработува со вас. Доколку не, тоа ќе престане многу брзо. На некој начин одушевена сум од твојот ентузијазам и желба да тоа на некој начин се дојде на едно повисоко ниво, да биде нешто што е дел од бизнис, меѓутоа препорачувам да соработката со луѓето од туризмот биде малце поактивна, на начин со тоа што било кој да дојде да тоа биде малце поорганизирано, а на оние што се сами што доаѓаат по своја иницијатива, им препорачувам да се јават кај вас, бидејќи понатака повеќе од тоа не во моментот немате. Морам да кажам пак дека би посакала да имаме повеќе такви дестинации кои едноставно ќе ја прикажат Македонија во својата права слика на она што го нуди, а дека Уминдол на некој начин е една мала Југославија, дека можеби контактите со Хрватска и со Војводина на некој начин на сајмите на туризам ќе ви донесе гости од тој предел едноставно да го видат тоа што го имаат, екзистира и на друго место. Малку поинакво пакување. И дека е тоа еден добар потенцијал за луѓе кои едноставно би ве посетувале постојано. Една од главните целни групи што сакаме да ги привлечеме како транзитни туристи, кога ќе понудиме сместувачки капацитет, се и токму тие луѓе од северот, Северна Србија, Војводина, горе Унгарија, кои што транзитираат на кај Грција, затоа што сме на само 10 километри од автопатот, така што во право сте, тоа е една од целните групи што би сакале да ги опфатиме со нашата понуда. Со специфичната... Како стои информативно со некоја табла, со некој известување, да речеме, на главниот пат,
дека тука се наоѓа едно такво интересно село. Па знаете како, мислам, модерните технологии сега поинаку функционираат. Ако сето тоа го пласирате на TripAdvisor, на Google Maps, ако има солидни ревјуа, слики, фотографии, со тој локацијски маркетинг на Google можете да обележите па да целите кон одредена група, да понудите сместување или нешто. Да речеме, ние од Уминдол можеме да понудиме сместување на некој во Нови Сад или да речеме во Суботица да му се појави нашата понуда. Мислам, толку се софистицирани денешниве технологии, така што веќе тој, како да речам, традиционален начин на маркетинг не е толку популарен кај денешниве луѓе кои што користат технологија и повеќе сме фокусирани на тој дигитален маркетинг сега, да си ја зголемиме својата видливост во дигиталниот свет. По мене, вие сте ми интересни како понуда и за семеен туризам. Да семејство дојде да види едноставно младиве деца гуска и што значи гуска и зашто се чува, да се види стара куќа на некој начин, да се проба храна која не е класична, она ресторанска, него е домашна, и дека тоа е еден потенцијал. Јас со мои пријатели пробуваме да направиме еден тип на понуда на семеен туризам. Веќе ве пласирав на таа фејсбук страница и гледам дека има интерес. Дали на некој начин сте подготвени да примите семејство? Сме подготвени, така, можеме да понудиме локална храна, можеме да понудиме забава за семејства, особено нешто од активниот туризам, дали е тоа пешачење, разгледување на селото, дали со велосипеди, прошетка. Може би во некое догледно време ќе можеме да понудиме јавање со коњи или магаре, ако нешто друго за почеток. Ќе видиме. Гледам дека имате и прошетка со коњите. Со коњи имавме прошетка, токму ради тоа и ги спомнав коњите, меѓу другото јас. Не само на коњ, него со Да, со коњска кола, со дрвена кола, веројатно тоа сте го виделе. Да, и тоа побуди многу интерес. Не само кај луѓето што беа дојдени од град, туку и кај децата од село, затоа што децата од село веќе не знаат, кога ќе дојдат во етномузејот, пола од работите не знаат што се. Во коњска кола сите првпат се возе, а колку што беше интересно за децата од град, толку и за овие од село, што за жал и тие веќе го поминуваат времето пред мобилните телефони, незаинтересирани за она што се случува. И тука една од целите ми е да пробаме малку едукативно да влијаеме и на најмладата популација, преку соработка со основното училиште, веќе децата да се свесни за тоа што го имаме, да знаат од каде и како понатаму може да ценат, да го вреднуваат, токму така, да. Од селото е некаде околу 500 жители, ако не се лажам. Така, плюс минус. Деца колку им од тоа? Основното училиште е централно училиште, значи тука доаѓа деца од Уминдол, од Ново село и од Љубодрак, тоа се на 5 километри растојание, 3 села. Не сум точно сигурна со бројките, да не ве лажам, меѓутоа околу 120-130 деца би требало да брои училиштето, да. Така. На некој начин таа едукација од мали нозе многу ќе значи дека се свесни за тоа што е селото, кое е богатството и да си ја најдат својата иднина во тоа. Тоа е на некој начин едноставно потребно за да живее селото, да опстане онакво како што е, пак ќе кажам, нешто што е уникатно во Македонија, такво село не постои на друго место и да бидат свесни на тоа што е вреднувањето на местото каде живеат. Така. Спомнавте за селото дека е специфично, нели, според планот како е градено. Постојат уште неколку села во Македонија што се така плански градени, што датираат од тој период. Меѓутоа нема доселеници од другите делови. Да, малку по-оскуден е тој диверзитет на населението, нели. Само сакав да спомнам за проектирањето на селото, нели, дека се прави улици по 90 степени, широки по 18 метри, и токму поради тоа првпат кога ќе дојдат посетителите, буди впечаток како да сте во некое село во Војводина со шоровите од страна, нели. Го проектирал некој човек од Војводина кој што бил аграрно-технички чиновник тука во Куманово, и долго време трагавме, не можевме да влеземе во трагата. На крај од старите документи на собственикот на брвнарата видовме дека се работи за некој Паун Љашко, кој што се подпишувал на документите, и тој кога дошол, буквално дошол на празна ледина,
Тоа било утрина, кај што луѓето претходно ја напасувале стоката, немало никој тој не живеел, и му го дале тоа пространство, му рекле повелете, проектирајте село, и тој го направи Луминдол, кој што кога ќе го погледнете од Google Maps, е сочинет од еден триаголник и еден правоаголник покрај триаголникот, и на врвот на триаголникот всушност биле лоцирани школото, игралиштето, црква, амбуланта подоцна се граделе и целото село вака гравитира еднако оддалечено од центарот на триаголникот. Јас пласира фотографија од тоа. Така, супер. На некој начин, дали размислувате за соработка, да речеме, со луѓето од Војводина и од Хрватска, да едноставно ги заживеат тие животи што ги има таму, па да ви помогнат во тоа да тоа го одржи? Тоа би можело да биде еве размислување за некој иден проект да оствариме некаква прекогранична соработка, а брвнарата од Лика, кога им ја пративме на некои издруженија кои што постојат таму во Лика, што уште си ја негуваат традицијата, беа пријатно изненадени, затоа што и таму веќе ретко можат такви куќи да се најдат, и за нив беше тоа, како да речам, куриозитет што е зачувана куќата. Имало уште неколку брвнари во некои други села во Куманово што настануваат од тој период и живуркаат, меѓутоа ниедната не ја зачувала автентиката како што ја зачувала оваа куќа. Или се сменета боја, фасада, интервенирано, менувано, импровизирано, и тоа веќе не е тоа. Ние сме при крај на разговорот, мене ми дојде многу брзо, меѓутоа навистина, пак ќе кажам и ќе ги повикам гледачите да го посетат селото, да го видат она што ние го зборуваме во оригиналната своја ситуација, во која мислам дека ќе бидат на некој начин постарите можеби потсетување за некој времиња на бивша Југославија, а за останатите нешто што едноставно успеало да се одржи. Кај нас многу ретко се одржуваат работите во некоја своја првобитна форма, и дека ќе имате многу гости на некој начин туристички, ќе бидете потенцијал за една сосема поинаква туристичка понуда за Македонија. Гордана, ви благодарам многу за поканата. На вашите гледачи веќе им се заблагодарам за вниманието. Ќе ги поканам да дојдат да ни ги посетат на станите, или преку вас може да ни сконтактираат, или на социјалните медиуми на Facebook и на Instagram Rural Uma 100. И секако поканата е отворена и за вас и за сите други заинтересирани кои што се желни да ја чујат приказната и да видат од прва рака како тоа изгледа. Ви благодарам уште еднаш многу за поканата. Драги гледачи, се надевам дека ви оставивме впечаток и желба да едноставно дојдете да го доживеете тоа се што ние успеавме да ви го покажеме.